Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како се одвива откупот на тутунот во Струмичко? Здруженијата на тутунари велат дека изгледа како целиот тутун да е откупен, меѓутоа само 70% од произведениот тутун кој што е тука во Струмичко е предаден на откупните компании. Ваквата тивка атмосфера некои објаснуваат со тоа што тутунарите калкулираат и уште не го носат и не го предаваат тутунот кој што во моментов се продава по просечна цена од 190 денари. Од друга страна, можно е тутунарите да одат во други откупни пунктови, во други населени места, за каде што сметаат дека би добиле поголема цена. Колешката Сузана Мицева беше на терен, еве за ситуацијата со откупот на тутунот. Откупот на тутунот во Струмичко тече, но не според очекувањата на производителите. Струмичките тутунски здруженија велат дека очекувале просечна цена над 200 денари за килограм тутун, а во моментов таа е околу 190. Според здруженијето Јака не се памети ваков молк на откупните пунктови. На откупните пунктови во струмичките населени места нема гужви. Една од причините е што тутунопроизводителите имаат закажани термини кога го продаваат тутунот. Но друга причина е што голем дел од нив се уште не го носат тутунот на продажба, туку го чуваат во домашни услови. На откупните пунктови има раздвиженост наутро, но што мине пладне е празно и се затвораат. Тутунарите од Градашорци кои лани протестираа поради незадоволството од откупот, годинава велат дека има мало придвижување во цената, но сепак далеку се од задоволни. Средно. Не баш, а и не. И задоволени и незадоволени. Треба трета да биде малку дигнана цената. И кога ќе дојдеме да ценаме тутун, не така да не гледа некој. Проблемите во тутунопроизводството за 30% ги намалија бројот на производители. Здруженијата оперираат со бројка од околу 5000 семејства во регионот кои што се откажале од оваа култура. И оваа бројка рапидно се намалува од причини иселување на младите, нема интерес за производство на тутун, ниски цени и така натаму, несигурност веќе и во откупо. Оваа сезона од Струмичко се очекува да се продадат околу 2000 тони тутун. Земјоделските власти на крајот на 2021 година најавија дека имаат стратегија за наредниот 5-годишен период за механизмите во однос на националната стратегија за безбедност на храна и ветеринарство. Агенцијата за храна и ветеринарство ги дефинира правците за наредниот 5-годишен период кога станува збор за безбедноста на храната. Стратегијата треба да ги трасира целите на националниот систем, велат од агенцијата. Исто така, во овој период како институција, можам да кажам дека годината ја заокружуваме со донесување на стратегијата за безбедност на храна за животните за периодот од 2021-2025. Ова стратегија за безбедност на храна и храна за животни е документ со кој се дефинираат правците за развој на националниот систем за безбедност на храна и храна за животни во наредниот 5-годишен период. Бабовски вели дека од годинава ќе почне контрола на рекламирањето производи и додатоци за храна. Овој простор досега беше неуреден, дециден е тој. Во текот на ова година воведовме една новина, односно потпишан е договорот за соработка помеѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми и нашата агенција, а се со цел да се контролира рекламирањето, телешопингот и пласирањето производи и спонзорство за храна и додатоци за храна во програмите, радијата, телевизиите и другите социјални мрежи, каде што за жал досега имаше неуреден простор. Со ова навистина сакаме и во наредниот период да воведиме еден ред во овој начин нов на продажба на
производите. Македонија од 2021 година е членка на Европската платформа за благосостојба на животните, каде што освен во мониторингот работат и на креирање на политики и носење одлуки поврзани со безбедноста на храната. Како што знаете, во земјоделската емисија просторот одвојуваме за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Повторно сме во земјоделскава аптека на Нанотим трговија Дабиле, каде што сега би сакал да проговорам нешто за денешната земјоделска емисија, за органските ѓубрива, пред се за течните или така наречени прашкасти органски ѓубрива, кои што се богати со хумусни киселини, кои што пак од своја страна имаат позитивно дејство на раст и развој на самото растение. Би започнал на почеток со презентација на Energy. Тоа е вештачко органско ѓубриво кој што содржи 15% хумусни киселини и фолокиселини и други природни стимулатори, и каде што ова Energy, кој што веќе може да се каже преко 10, може слободно да се каже и повеќе години, 10-15 години го има на нашиот пазар овдека во Македонија, и каде што знаат и самите земјоделци дека може да се употреби од леа па до берба, да речеме, на растенијата. Карактеристично за Energy е тоа што прво и основно во колку се употребува со залевање на растенијата, пример во расад, или па во систем капка по капка на стално место, тогаш доаѓа до предсе стимулација на создавање на коренов систем, коренови жили, а исто така врши стимулација и на целиот раст и развој на самите растенија. Во колку Energy се употребува пред се со прскање фолиарно, тогаш го стимулира или ги стимулира самите растенија да примат подобро хранливи елементи, фотосинтезата или создавањето на органските материи да се изведува на подобар начин, а со тоа понатаму во текот на вегетација да се добие поквалитетно производство. Покрај Energy, тука ќе ја спомнам и Делтата, кој што за разлика од Energy е во прашкаста форма и се карактеризира со тоа што има 85% хумусни фолни киселини и има 50% органски материи и нормално 10% калиум. Карактеристично за Делтата е тоа што иде во мала доза, односно при прскање оди само 5 грама во 10 литра вода, а во систем капка по капка 100 грама на декар, иако според одредени сознања може и 150 грама за 1 декар. Од овие органски ѓубрива ви поминал на бактериолошките ѓубрива, односно на ѓубрива кои што се составени со помошта на природни бактерии од различни соеви или видови на бактерии, како што се ѓубривата од палетата на славол. Карактеристично за овие микробиолошки ѓубрива е тоа што славолот, всушност славолот представува природен ауксин, кој што е хормон природен за раст и развој. Ово го потенцирам затоа што во колку не е во природна форма ауксинот, може кај помладите растенија, па некогаш и кај постарите растенија да создаде фитотоксичност, односно згрчување, значи контраефект. За разлика од тие вештачки хормони, овој природен хормон ауксин, добиен на природен начин, овозможува да може да се употребува без страв за токсичност или пореметување кај растенијата, и тоа од поникнување па до берба. Славолот палетата, да ве подсетам, е создадена од 3 видови на славол, односно славол С, кој што е наменет за потопување на семенскиот материјал пред сеење и овозможува да семенскиот материјал, самото семе, да поникне над 90 и повеќе посто, некојш и 100%. Потоа славол овој, кој што се карактеризира со тоа што може да оди во систем капка по капка и доза на употреба е околу 1 литро за декар, и нормално славолот ВВЛ, кој што е поконцентриран и кој што не само што оди во систем капка по капка, чиј што доза е околу 1 литро за декар и пол, најчесто се употребува фолиарно со прскање. Но иако во славол ВВЛ напомена се употребува фолиарно со прскање, не значи дека и овој славол не може да се употреби.
но се разлика да кај Славолот ВВЛ дозана употреба кај заливање или со прскање е 30 мл во 10 литра вода, а овдека е од 70 до 100 мл во 10 литра вода. Додека пак рековме во колку се употребува во систем капка по капка, рековме многу, мислам не многу, него за 50% ова е послаб, во поголема доза треба да се употреби. Ова, почитувани гледачи, е најосновно, кратко што сакам да нагласам за денешната емисија. Поздрав од мене и се гледаме повторно наредната емисија, кој што реков, продолжуваме да ја снимаме овдека во земјоделската аптека на Нано Тим трговија. В 2021 година Земјоделскиот институт одбележува 75 години од своето постоење. Голем е интересот веќе кај бизнисот кога станува збор за агроинженери. Тоа од една страна сметаат од факултетот е показател дека се зголемуваат инвестициите во земјоделството, односно производството на храна. На почетокот прво да се заблагодарам на сите за присуството. Се работи за еден настан кој што се организира во рамки на повеќе настани, а по повод 74 години од постоењето на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Настанот има за цел, она алка која што е, и основна обврска нашиот факултет студентот, да ги поврзе со факултетот и со стопанство. Секако ние долги години, веќе 42-та средба имаме факултет стопанство, значи ние соработката со бизнис секторот, стопанството, јавните институции имаме. Целта ни е сега, потребите на пазарот на трудот кои што се јавуваат, а ги слушаме од производителите, од секторот, од институциите. Сакаме на лице место дека, работодавач и потенцијални вработени лица да ги поставиме на една заедничка маса и со тоа на некој начин да го интензивираме процесот на вработување на овој кадар кој што е неопходен во секторот, а потребите се јавуваат, се многу големи, секојдневно добиваме информации од стопанството дека има потреба за овој кадар. Вообичаено гледаме дека нашите студенти и се снаоѓаат и во други држави, нели во околината и пошироко, така да таа потреба се зголемува и тоа беше една од иницијалните причини зошто да го организираме овој настан и на некој начин да им овозможиме на нашите студенти и на вработувачите да се соочат и воедно да заеднички ги засврсат можните соработки во иднина преку различни начини. Целта токму на овој настан беше прво една кратка обука, не беше кратка, еднодневна обука за студентите во делот на подготовка за вработување, пишување на мотивационо писмо, припрема на CV. Тој дел беше организиран во понеделникот, додека вчерашниот ден беше дел каде што студентите учествуваа во едни традиционални студентски смотри, презентираа научни истражувачки трудови. Тоа исто така е една од активностите на нашиот факултет, да ги мотивираме студентите и во наука да работат. И денешниот ден е тој спој, кој што сакаме да го направиме, стопанството, студентите, факултетот и меѓу другото сите чинители во стопанството да придонесат, бидејќи сме во процес на акредитација на нови студиски програми, да се фокусираме на она што е цел на пазарот на трудот, да ни помогнат заеднички да го доловиме она што е најзначајно во моментот до секторот и тоа да го преточиме во нашите студиски програми. Земјоделското производство и прехрана, како никогаш досега, се темели на наука, на истражување, на научни истражувања и така натаму, се со цел да се постигнат целите за глобален одржлив развој. Ние морам да истакнам дека програмата за зголемување на пазарна вработливост имаме одлична соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна. Нашата поддршка и директна инволвираност во деновите на кариера е всушност во зголемување на можностите студентите да дојдат до компаниите со цел нивно полесно вработување по завршување на студиите. Студентите ќе имаат можност директно да се запознаат што е она на компаниите што им треба, каков тип на вештини тие треба да поседуваат, кои технологии треба да ги разбират, да ги знаат, за да нивното вработување стане полесно, стане реално.
но од друга страна и компаниите ќе имаат можност да ја изразат својата спремност да примат практиканти на обука, да ја доближат својата работа до практиките кои што се изучуваат на факултетот, да ја изразат спремност за обезбедување на услови за изработка на дипломски, магистерски, докторски трудови под менторство на професорите на факултетот и на тој начин всушност да добиеме едно целосно приближување на науката и бизнисот. Верувам дека на овој начин е единствениот всушност за постигнување на услови за креирање на одржливи работни места, кои што се пристојни работни места за високо квалификуваниот кадар во земја. И за крај на оваа наша емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од границите на Македонија поврзано со модерните земјоделски технологии.
Поштувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал. Ви се благодарност за вниманието со кое не следевте. Следете не и следната недела. Пријатно.